Што има Библијата да каже за дигиталната технологија, за мобилните телефони, за интернетот и социјалните мрежи? Некои од вас ќе речат ништо. Каква врска има Библијата, која е книга стара околу 2000 години, со дигиталната технологија која е развиена од прилика во последните 2 децении? И тоа е добро прашање. И признавам, во Библијата не се спомнуваат термините, интернет, пасворд, Wi-Fi, iPhone, Facebook или Instagram. Но, сепак, Библијата нуди важни принципи кои се однесуваат на нашите навики од секојдневието. Библијата нуди важни принципи кои се однесуваат на начинот на кој ние живееме нашите животи. И денес ќе размислуваме на тема теологија за технологија. Зборот теологија значи наука за Бог. Проучувањето на теологијата како дисциплина го опфаќа проучувањето на Бог, на неговата природа, но исто така и на неговите дела, кои го опфаќаат созданието, односно нас, луѓето, и начинот на кој ние општиме со Бог. Значи, кога зборуваме за теологијата, пред се и над се зборуваме и размислуваме, се разбира, оно колку што можеме да сватиме, но зборуваме и размислуваме за Бог. Но, исто така, теологијата треба да не води кон примена и промена која произлегува од нашето знаење за Бог и така натаму. Значи, теологијата не е сува наука која нема никаква допирна точка со реалноста, баш напротив. Од друга страна, сличен по звук, но различен по значење е зборот технологија, кој се однесува на човековите вештини, човековите достигнувања кои ни помагаат, да се приспособиме, да го напредиме, да го подобриме и да го лесниме нашето живење на земјата. Технологијата е широка област и опфаќа многу сфери, но ќе зборуваме за една, а тоа е дигиталната технологија, која ги опфаќа телефоните, компјутерите, интернетот, социјалните мрежи и така натаму. И секој еден од нас денес е под некакво влијание на дигиталната технологија, бидејќи особено во последната деценија, дигиталната технологија го смени начинот на кој ние општиме со луѓето и начинот на кој што ние примаме информации. Но, прашањето е, зошто да зборуваме за оваа тема? Зошто е важно да се има теологија за технологија? Односно, зошто е важно да се има богоугоден и библиски пристап кон технологијата? Затоа што технологијата, или ако конкретно ќе збориме денеска за дигиталната технологија, е многу важен дел и важен аспект од нашето секојдневие. Дигиталната технологија не засега има влијание речиси врз сите нас на еден или на друг начин. И затоа верувам дека е добро, како и на се останато во животот, и на ова нешто да му пристапиме од библиска гледна точка. Особено затоа што, иако дигиталната технологија може да биде користена за добро и се користи за добро, сепак неретко се случува дигиталната технологија да биде пречка во нашиот духовен раст и во нашиот духовен напредок. Кога Бог го создал човекот, во Битие 1 глава 27 до 28 стих се вели: И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи го создаде, машко и женско ги создаде. И ги благослови Бог и им рече: Плодете се и множете се, и наполнете ја земјата, и господарете над неа, и овладете ги морските риби и небесните птици, и сите животни што лазат по земјата. Бог му дал земјата на човекот да ја владе и да ја обработува. И тоа покрај другото значило дека Бог на некој начин му дал на човекот одврзани раце да прави се што е во негова можност, за да го направи животот на земјата подобар и поразвиен. Но, се разбира, сето тоа имало и се уште има морални граници. Односно, човекот бил и е слободен да се развива, но е одговорен за тоа што го прави и ќе го прави. Тоа значи дека технолошкиот развој на оваа земја е возможен затоа што Бог го создал човекот како креативно суштество и Бог му дал слобода на човекот да управува со светот и да го развива. И човековата слобода да владее немидовно значило дека човекот ќе разбира и ќе осознава нови нешта. Исто така ќе креира нови нешта и нови технологии. И тоа е Божјата воља за човекот, да се развива, да осознава, да креира нови нешта со материјалот кој Бог му го дал на оваа земја. Прв пример за тоа во Библијата се двајца браќа, Јавал и Јувал. Личности кои се спомнуваат во Битие 4 глава 20 до 21 стих.
Ада го роди Јавал, тој е татко на оние што живеат во шатори со стада. А на братот негов името му беше Јувал, тој беше татко на сите што свирија на гусли и шупелки. Едниот од нив бил добар во правење шатори, а другиот добар во правење музички инструменти. Се разбира, за да прават шатори и да прават музички инструменти, нив им била потребна некаква технологија. Примитивна во споредба со нашата, но сепак била некаква технологија. Друг пример е еден човек по име Веселеел од Излез, 35 глава, 31 до 35 стих. Тогаш им рече Мојсей на синовите израелски: Ете, Бог го повика по име Веселеел, син на Ури, син од Оров, од племето Јудино, и го исполни со Божи дух, со мудрост и со разум, со знаење и со секоја умешност, да изработува планови и да прави работи од злато, сребро и бакар, да реже камења, да реже и обработува дрво и да прави секакви уметнички работи. И овие примери, има други примери во Библијата, на овие примери кажуваат на фактот дека низ вековите Бог им давал на луѓето знаење и вештини да развиваат нови технологии. И мислам дека нема да сгрешиме ако заклучиме дека технолошки развиените општества од секогаш биле дел од Божиот план за човештвото. Искрено не ми се верува дека Бог сакал 10.000 години по создавањето на човекот се уште да ги ора нивите со плуг кој е влечен од животни или пак само да праќа писма напишани на рака. Бог го создал човекот на начин на кој човекот може да развива нови технологии. И не знам, возилата, лековите, домовите во кои живееме, телефоните и интернетот кој го користиме и многу други нешта од нашата секојдневие се резултат на тој така наречен мандат за владење и создавање кој Бог му го дал на човекот уште назад во Едемската градина. Но, ако речеме дека технологијата е секогаш добра и корисна, тогаш би биле многу наивни. За разлика од Бог кој кога го создал светот, се што било создадено било многу добро, човекот не може баш да се пофали со истото нешто, како резултат на Божјата креативност која е всадена во него. Човекот создава и ќе создава многу добри и убави нешта. Но, поради гревот, човекот исто така развивал и ќе развива технологии кои се на штета на човештвото. Или некогаш човекот развива добри технологии кои потоа ги користиме на начин кој не е здрав и не е корисен за нас. И затоа со технологијата, особено со дигиталната технологија, треба да бидеме внимателни како ја користиме. Дигиталната технологија може да биде корисна и е корисна, но исто така може да биде и е пречка во нашето општење со Бог и во нашето општење со луѓето околу нас. На некој начин дигиталната технологија би можеле да кажеме дека во својата морална вредност е неутрална, но нашиот став и начинот на кој ја користиме може да биде или за наша духовна корист, или пак за наше духовно уништување. Или како што вели еден теолог, тоа исто како со шрафцигер. Со него можеме да поправаме нешта, а со него исто така можеме и да нанесеме голема штета и да повредиме некого. И дигиталната технологија е корисна и добра, но ако претераме со неа, станува штетна за нашето духовно здравје. Се разбира, не смееме и не треба да ги оспориме добрите страни на дигиталната технологија. Пример, снимањето и прикажувањето на оваа проповед се возможни поради тоа што живееме во време кога имаме развиена дигитална технологија. Дигиталната технологија исто така ни нуди можности кои ниту една генерација ги немала пред нас. Поради неа можеме да се поврземе со голем број луѓе, поради дигиталната технологија можеме да научиме многу нешта, можеме да ја користиме и верувам дека треба да ја користиме како алатка за споделување на евангелието, можеме и нема ништо лошо во тоа и треба да ја користиме за комуникација, некоја користи за бизнис и така натаму. Значи, можностите се многу бројни, но во сето тоа треба да бидеме внимателни, да не ја идеализираме, ниту пак да ја демонизираме дигиталната технологија. Или пак, како што еден автор многу мудро има напишано, целта не е ниту да бидеме технофили, ниту пак да бидеме технофоби. Еден важен аспект од нашата христијанска вера се двете најголеми заповеди. Сакај го Господ и сакај го ближниот како самиот себе. Возлюби го Господа својот Бог, со сето свое срце и со сета своја душа и со сиот свој разум. Тоа е прва и најголема заповед. А втората е слична на неа. Возлюби го својот ближен како себе си.
И прашањето е колку користењето на социјалните мрежи и интернетот, односно дигиталната технологија, ни дозволуваат или пак ни пречат во тоа да го сакаме Бог и да го сакаме ближниот. Вистина е дека дигиталната технологија помогнала многу во тоа или била алатка во тоа да покажеме грижа и љубов кон ближен, затоа што преку социјалните мрежи се одржани многу акции во кои се помогнало луѓе кои немале храна, немале покрив над главата и така натаму. И фала на Бог за тоа, и тоа верувам дека така и треба да продолжи. Но исто така треба да бидеме свесни дека нашата љубов и посветеност кон Бог, нашата љубов и посветеност кон ближниот никогаш не смее да се сведе на лајкови, коментари, објавување статуси, слики, видеа и така натаму. Библијата не повикува да ги сакаме ближните, а не да им ги лекнуваме нивните објави. Не дека лекнувањето на нечија објава е сатанска работа, но ако нашата дефиниција за љубов и грижа кон ближниот се, не знам, лековите, коментарите и пораките на социјалните мрежи, тогаш мислам дека имаме искривена представа за тоа што значи да се сака ближниот и да се покаже грижа за ближниот. Од друга страна, ако нашата духовност и општење со Бог се сведува само на, не знам, на читање и објавување стихови и статуси на социјалните мрежи, тогаш исто така мислам дека имаме многу лоша, небиблиска и искривена представа за тоа што значи да се сака Бог и да се општи со Него. Опасноста од преголемото и пречестото користење на дигиталната технологија е да постанеме личности кои ќе бидат онлайн за сите останати, а офлайн за Бог. Подготвени да пишуваме статуси за Бог, но недостапни да седнеме, да мируваме и да му се молиме на Бог. Едно многу важно прашање во однос на љубовта и грижата кон ближниот е колку често ги игнорираме потребите на луѓето околу нас, само да им посветиме внимание на луѓето кои се дел од така наречениот дигитален свет. И тоа е реално искушение за секој еден од нас, да го занемариме ближниот кој седи до нас, само за да градиме пријателство со некој кој е многу далеко од нас. Во книгата Писмата на душевадникот, која би ве охрабрил да си ја прочитате, демонот наречен душевадник му вели на својот внук Пелинчо. Му дава односно многу искушенија со кои треба да го искушува христијанинот. Но едно од тие искушенија е да го насочи неговото внимание и неговата грижа кон луѓето кои се далеко од него, до таа мера што неговата љубов и грижа ќе бидат насочени кон луѓето кои се стотици и илјадници километри далеко од него, а не кон тие кои се на неговиот дофат. И тоа е замката во која можеме и ние да се фатиме со нашето користење на дигиталната технологија. Да се фатиме во замката на душевадникот, да покажеме голема грижа и големо внимание за луѓето кои се далеко од нас, но не и за оние кои се тука до нас и околу нас. Христијаните во црквата во Коринт сакале да знаат што значи да се живее во слобода, односно што значи таа така наречена христијанска слобода. Знаеле дека за верниците, за оние кои се нарекуваат христијани, некои нешта се забранети и се грев пред Бог. Но за други нешта за кои не им било јасно, не биле сигурни дали смееле да ги прават или не. И затоа апостолот Павле им го напишал она послание кое го знаеме како прво послание до коринтјаните, каде покрај другото им одговара на нивните прашања и не им кажува што смеат, а што не смеат да прават, туку ги поттикнува да размислат што е корисно, а што не е корисно. Јас мислам дека тоа е добра почетна точка во однос на користењето на дигиталната технологија. Знаеме дека не е грев пред Бог, но поентата не е да навлеземе во некој легализам за тоа дали смееме да користиме или не смееме да користиме, или пак колку често да користиме, колку сати на ден да користиме и така натаму. Туку поентата е на дигиталната технологија да верувам да ја пристапиме во контекст на нашата слобода која имаме во Христос. И луѓето во Коринт велеле се ни е дозволено. И апостолот Павле зема таа нивна изјава и ја дополнува и пишува: се е дозволено, но не е се полезно. Се е дозволено, но се не служи за надградување. И иако ова пред се однесува на тоа дали христијаните во Коринт треба да јадат одредена храна, верувам дека овој принцип не се однесува само на тоа дали смееме да јадеме одредена храна или пак не. Овој принцип може да се однесува и на многу други нешта за кои Библијата директно не зборува, сами по себе не се зли,
а ние се мислиме дали смееме да ги практикуваме. Оно што Павле го вели е, Бог ти дал слобода. Но, исто така, пред Бог ти си одговорен за тоа што го правиш. Значи, дозволено, верувам дека не е дозволено да користиме дигиталната технологија. Прашањето е, дали ја користиме на начин на кој е полезен? Дали ја користиме на начин кој не надградува нас како личности? Дали ја користиме на начин на кој ги надградува другите? Знам дека читањето добри статуси, гледањето проповеди на интернет може да биде за духовен раз, може да биде полезно за нас. Но, доколку цел ден дремеме на социјалните мрежи, доколку цел ден дремеме на телефонот и не правиме ништо друго, освен да гледаме во нашите телефони и во тоа што другите постираат онлайн, тогаш тоа не е полезно за нас. Тоа не придонесува за надградба на самите нас. Тоа не прави мрзеливи и неактивни. Тоа не прави неповрзани со луѓето околу нас и неповрзани со потребите на луѓето околу нас. Кога Павле им вели на христијаните во Корин дека се е дозволено, но не е се полезно и не е се за надградба, тој всушност сака да ги поттикне христијаните не само да живеат во слобода и речат, ова смеам да го правам, туку и да бидат одговорни за своите постапки. Ако користењето на дигиталната технологија не води кон неодговорен начин на живење, кон занемарување на работата која имаме, кон занемарување на обврските, кон занемарување на семејството, ближните и така натаму, тогаш убеден сум дека е време да се направи сериозна промена во начинот на кој ја користиме дигиталната технологија. Да, ние имаме слобода да ја користиме дигиталната технологија. И јас искрено верувам дека треба да ја користиме. Но, како што вели царот Соломон, дури и во добрите нешта, како на пример јадењето мед, треба да се има граница, бидејќи во спротивно ќе бидат штетни. Истото верувам дека важи и за дигиталната технологија. Тогаш, кои би биле границите во однос на дигиталната технологија? Нема јасен и нема точен одговор. И јас и ти треба да знаеме кога да кажеме стоп на нешто кое постојано го конзумира и го троши нашето време. Еден автор има многу добро запишано дека поседувањето на мобилен телефон е исто како да си во врска или да си во брак со партнер кој постојано бара и моли за внимание. И тоа е многу добар опис на телефоните. Постојано бараат внимание со тоа што не повикуваат со звуците, со известувањата, со новите пораки и така натаму. И пишувајќи им на христијаните во Ефес, апостолот Павле им го напишал следново. Ползувајте го времето, зашто дните се зли. Со други зборови, апостолот Павле тука ги повикува христијаните да внимаваат како го користат времето, да внимаваат кои се нештата со кои се занимаваат и како живеат. Кога вели дните се зли, тој всушност зборува за времењата во кои тие живееле, а исто така и за времењата во кои ние живееме. Дека поради времењата во кои живееме, ние ќе бидеме под притисок да живееме немарно, не размислувајќи дали нештата кои ги правам се за моје добро и за добро на ближниот или не. И овој библиски принцип е принцип кој се однесува на начинот на кој живееме, а тоа за нас денес го вклучува и користењето на дигиталната технологија. Ползувајте го времето, зашто дните се зли. За христијаните во Ефес, а и за нас денес, покрај другото, ова на некој начин значи следново. Немојте да живеете според истите стандарди како оние луѓе кои не го познаваат Бога на некој начин. Или исто така ова еве што тоа значи за нас. Немојте да им робувате на истите нешта и на истите навики како луѓето кои не го познаваат Бога. Бог не создал нас луѓето да господариме и да владееме со созданието, а не созданието да владее со нас. А во создание влегува и се и вклучена е и дигиталната технологија. Грчкиот збор преведен како ползувајте во овој стих всушност значи не дозволувајте нешто да пропадне. И тоа е повикот и за нас денес. Да не дозволиме времето да ни пропадне пред телефоните кои на кои постојано има нешто кој го привлекува нашето внимание. Колку да е добра и корисна, а е добра и корисна дигиталната технологија, исто така
Не смееме да заборавиме дека особено социјалните мрежи се развивани од страна на луѓе кои се експерти во привлекување на внимание. И нивната цел е постојано да го привлекуваат моето и твоето внимание. Еден стих предходно апостолот Павле им пишал на ефесјаните: внимавајте како живеете, не како безумни, туку како мудри. Така да, тоа важи за нас денес и за нашето користење на дигиталната технологија. Мудро е да пишеш некому и да прашаш некој пријател како е, и тоа да го направиш користејќи дигиталната технологија. Мудро е да споделиш некоја мисла, некоја идеја која ќе ги предизвика луѓето, твоите пријатели на социјалните мрежи да размислат за Бог, за животот и така натаму. Но безумно е цел ден да се дреми да се прати кој што пишал на социјалните мрежи. Безумно е човек да трча по лајкови и по пофалби на социјалните мрежи. Безумно е да знаеме кој што напишал, кој што направил, а при сето тоа да не посветуваме внимание на тоа што Бог го објавил и на тоа што Бог го направил во и преку неговиот збор. Една од важните алатки кои ќе придонесат за нашиот духовен раст оваа година ќе биде дигиталната технологија. Една од важните пречки кои ќе го спречат нашиот духовен раст оваа година ќе биде дигиталната технологија. Дали дигиталната технологија ќе биде едното или другото, зависи од секој еден од нас, од тоа како ние ја користиме. Телефоните кои ние денес ги користиме со право и нарекуваме паметни телефони. Но, прашањето кое треба да си го поставиме и да го одговориме е како да им пристапиме на паметните телефони и да ги користиме на паметен начин. Јас убеден сум и верувам дека Бог ни дава слобода да ги користиме придобивките од развиеното општество во кое ние живееме. Но, нека тоа никогаш не биде на сметка на времето поминато со Него, во проучување на Неговиот збор и во молитва, и нека тоа никогаш не биде замена за градење на вистински пријателство со луѓето, за љубов и грижа кон ближниот во така наречениот офлайн свет.